Во преполнетата сала на мултикултурниот центар во Кочани синоќ се одржа најавената книжевна вечер со мајсторите на пишаниот збор Венко Андоновски, Ферит Мухики, Сашо Мацановски Трендо. Издавачка куќа Табернакул, која постои веќе 25 години, представувајќи ги авторите, представи и дел од нивното творештво. По средбата со публиката за впечатоците од книжевната вечер, еве што ни изјавија авторите. Прво сум изненаден од бројот на посетителите, второ сум изненаден со какво внимание да следеа. Мислам, очигледно дека вакви средби, живи средби со писатели, кои избегнуваат она класика критички осврт кон делото, па критичар да говори, дека вакви средби се насушна потреба. Луѓето сакаат да ги слушнат писателите, сакаат да слушнат како тие размислуваат, дури сакаат да слушнат и некои приватни моменти од нивниот живот, како станале писатели, како пишуваат, кои се тајните на пишувањето. Јас сум пресреќен што сум вечерва тука и мислам дека треба почесто да се дружиме. Луѓето се навистина жедни за вакви средби. Тоа секако значи многу за автор. Сите што ќе ви кажа дека не им значи, ве лажат. Книгата постои за да дојде до читателот, а кога читателот ќе дојде до писателот во жив контакт, тоа е посебно чувство. Кога човек е осамен, писател, например, и кога ќе помисли колку многу подписи во колку градови има негови, тогаш некако осаменоста му паѓа полесно. Моите впечатоци, но и моето доживување ја поставува ова вечер меѓу најпријатните вечери во, да кажам, 50 годишно другување со најразновидни публики секаде во светот. Имаше некоја магија вечерва во кочанската публика, во концентрацијата, во една исклучителна гостопримливост, но и една интелигентна рецепција на сето она што беше кажано, така што сум се уште толку пријатно возбуден и инспириран од оваа средба, просто би ја поновил веднаш, сега би ја повторил, но ако не вечерва во некоја друга прилика, ќе ми биде многу мило повторно да дојде. Средба со граѓани е секој интересна работа, затоа што луѓе покажале интерес да ти го слушнат муабетот на крајот на краиштата, а во Македонија се поретко некако се слушаме. Бучавата на онамо кај што ни се главните комуникациони канали, тоа се интернетот, Facebook и слични, е премногу бучно, така што овие аналогни форми на комуникација се подраги ми стануваат, затоа што можеш да се слушне жив збор, да се видат вистински луѓе и да се споделат и јанзи и убавини со нив. Посетителите на книжевната вечер имаа ретка можност да купат дел од делата на овие тројца автори по намалена цена и со посвета од авторите.